Во продолжение ќе зборуваме за сајбер безбедноста. Наш гостин е магистар Љубица Пендаровска од Институтот Хајделберг во Скопје. Ќе најавиме и една конференција која што ќе се случува улогата на жените во обликување на инклузивната дигитализација. Добро утро. Добро утро. Некако многу актуелна тема, особено периодов сајбер безбедноста, како да не можеме да најдеме решение за некои нешта, како да се заштитиме и така натаму. Можеби и потребата од случувањата периодот, па и да се организира ваква конференција. Па да, тоа е всушност една од иницијалните капесли, би рекла, бидејќи пред неколку месеци бев гостин во истово студија и зборувавме исто така за сајбер безбедност. И на крај заклучивме дека најверојатно, како што се движи процесот на дигитализација напред, технологијата и размената на информации, кои што за жал не секогаш се користат во позитивни цели, ќе има потреба уште почесто да се среќаваме, да зборуваме и да го актуализираме прашањето поврзано со сајбер безбедноста и дигитализацијата. Во таа насока и нашиот институт преку Советот за дигитална трансформација, кој што е формиран и веќе функционален во рамки на институтот, сакаме да дадеме допринос преку обединување на дебата во која што ќе бидат вклучени повеќе страни. Значи, покрај академскиот, научниот свет со свој придонес, да вклучиме секако бизнис заедницата и државниот апарат со цел на едно место да добиеме различни аспекти, различни мислења и идеи како кој е најдобриот начин да се справуваме. Би рекла не да се справиме, туку да се справуваме, бидејќи тоа е континуитет, односно процес кој што најверојатно ќе треба постојано. Да, ќе треба, тоа е нешто, баш е процес, значи нешто што е во постојано движење и менување, а тие промени одат многу побрзо отколку она што самите луѓе и самата култура на однесување може тоа да го следи. Добро, која ви е целта за оваа конференција, да ги вклучите и жените, малку поголем фокус кон жените? Зошто потребата? Потребата, значи, оваа конференција е замислена, баш така и насловена, сајбер безбедност и дигитализација во балансирана хармонија, бидејќи и претходно спомена во одговорот, сајбер безбедноста и дигитализацијата се процеси кои што одат паралелно, меѓутоа не секогаш повисок степен на дигитализација значи поголема сајбер безбедност. Сега во таа балансирана хармонија ние сметавме дека еден од сегментите кој што е повеќе занемарен, не зборувам во наши рамки само, меѓутоа и во светски рамки, е токму вклученоста на жените кои што како половина од популацијата светска, значи популацијата во светот, може да дадат свој придонес во рамки на сајбер безбедноста. Јас тоа секогаш го гледам како амалгам, значи не е тоа зошто некој велат зошто жените. Овде ние не го поставуваме прашањето што сајбер безбедноста треба да им понуди на жените, туку што жените можат како свој допринос да дадат во сајбер безбедноста. Тука ќе споменам само неколку бројки. Например, во вкупната работна сила која што е вклучена во сајбер безбедноста, зборувам во светски рамки, според мерењата, само околу 18% се жени, додека од 18 до 22%, зависи од држава до држава, а бројот на жени кои што се на раководни, високо одлучувачки, извршни позиции во сајбер безбедноста е уште понизок. Сега ние велиме дека на светот му требаат оние особености кои што по природа ги носи жената и како работник ги носи жената, кои што се разликуваат од оние на мажот и се комплементарни. Например, еве ќе речеме тоа во рамки на испитувања кои што се правени, во рамки на донесувањето на одлуките. Жените имаат поинаков начин на одлучување, а во сајбер безбедност оние решенија кои што се нудат, така наречени сајбер решенија, се потребни различни гледишта. И тука најдобро се гледа придонесот кој што жените го даваат во сајбер безбедност. Добро, ова е врз основа на истражување, се разбира, и податоците се оправдани, да не речат сега седнале две жени па спалат. Апсолутно. И било дека има потреба само од нив, но да се пошегуваме, но сепак ова се факти за кои што се зборува, кои ќе бидат се излагачи, може така да кажеме, на конференцијата. Значи, првиот дел од конференцијата е посветен токму на улогата на жените, или ние велиме демистифицирање под наводници на
улогата на жените во сајбер безбедноста, додека вториот дел е посветен на дигитализацијата во поврзана со целите за одржлив развој, кои што се определени од страна на Обединетите нации. Имено вториот дел е посветен на дигитализацијата во 3 сфери, значи тоа се образованието, во правосудниот систем и во локалната самоуправа. Во првиот панел, кој што е посветен на жените во сајбер безбедноста, имаме двајца мощни високи гости од странство, иако сакам да потенцирам дека нашата идеја, кога ја замислувавме конференцијата, е пред се да дадеме предност на нашите внатрешни размислувања, споделување на внатрешни состојби, како гледаме перспективи на внатрешната состојба. Меѓутоа, во првиот панел вклучивме намерно двајца високи, би рекла, гости во сферата на сајбер безбедноста. Првиот е господин Луиджи Ребуфи, кој што е генерален секретар на Европската организација за сајбер безбедност и еден од основачите на Women for Cyber Foundation во рамки на Европска унија. И вториот исто така висок представник на Women for Cyber Foundation. И остатокот е дука домашни, би рекла, гости од различни сфери. Имаме од бизнис сферата, значи представник на жените кои што работат во бизнис сферата, имаме од извршни функции, неколку извршни функции застапено. Сега во вториот дел, како што реков, имаме представници од правосудниот систем, на ниво на суди и јавни обвинители, имаме представници на локалната самоуправа, представници. Добро, сите сфери од општеството. Значи ги покриваме сите тие 3 сфери: образование, правосудство и локална самоуправа, кои што ги споменав. Да. Споменавме во самиот почеток, кога го започнавме разговорот, дека никако не присушна тема е периодот. И повторно, како да ни недостасува едукација плюс, но објаснивте во делот дека дигитализацијата рамо до рамо со сајбер безбедноста чекори напред. Така да постојано ќе мораме да зборуваме на темата и овој период некако многу ја брануваат јавноста, случувањата, ајде повторно да не ги зборуваме, ете и дојавите за бомби и така натаму. И изминатиот период имавме многу случаи во кои што беа измамени граѓани повторно поради тоа што не знаеле како да се заштитат и нивните податоци. И кој дел мислите тука дека најмногу, да речам, предничи ни недостасува во начинот на кој што не знаеме да се заштитиме? Вие го споменавте на почетокот на вашето прашање. Значи, тоа е најбитно е свеста. Свеста е и затоа што свеста станува дел од културата на однесување. Кога ќе постигнеме оној момент свеста да стане дел од нашата култура на однесување во секојдневието, тоа значи дека ние секогаш, дури по автоматизам, ќе почнеме во секоја конкретна ситуација да се запрашуваме, да речеме ги споменавте податоците, бидејќи јас работам со лични податоци. Во таа сфера, секогаш она што советуваме во секоја конкретна ситуација кога некој ќе ви побара некој личен податок, да се запрашате зошто му е потребен тој податок, која е целта поради која што се собира, дали навистина има потреба или е премногу од тој податок. Сега свеста е нешто што исто така се гради, значи за тоа е потребен континуитет, за тоа не се доволни кампањите. За жал, нашето однесување стана кампанско инстант, односно се додека имаме некои активности за подигнување на свеста, тогаш сме во ред. Меѓутоа, потоа престанува, не станува дел ниту од институционалната култура на однесување, ниту од процесите кои што ни се случуваат. Па така сметам дека прво, пред се секој од нас како индивидуа е должен спрема себе си, но и спрема останатите луѓе и спрема општеството во целина, да поведе повеќе грижа за своите податоци, за својата сајбер безбедност, бидејќи ние сме најизложени секојдневно, затоа што најдолг дел од времето поминуваме на некој начин, на некој медиум или на некој начин на комуникација кој што вклучува сајбер безбедност. Дури тогаш кога ние не размислуваме за тоа како за сајбер безбедност. Всушност и самите телефони што ги користиме, кои што се приклучени на интернет, се дел од телекомуникацијска мрежа, се дел од тој поширок систем на сајбер безбедност. И секако вториот сегмент е она што државата и општеството како организирана структура мора да го направи, односно да го прави постојано на различни прилагодени начини за подигнување и постојано држање на повисоко ниво на спремност, она што го велиме alert,
за секакви можни ситуации. Сега, отивилите ваша специјалност се податоците, доколку добро ги, под наводници, скриеме податоците, колку е тешко некој да не пронајде нас и нашиот идентитет. Ако добро знаеме да се скриеме. Нека биде задни на случувањата сега. Знаете како е другата страна е дека иако треба да се држи постојано тензија во врска со податоците, како постапуваме со нив, сепак е многу битно па да не преминеме во на другата крајност, постојано да бидеме сомнежливи, да постојано да мислиме дека некој нешто сака да прави со нашите податоци. Значи потребна ни е, како и во се друго, еден баланс, односно рамнотежа. Совршен систем на заштита не постои. Ниту самите можеме да го обезбедиме, колку и да речеме, еве да се обидеме да се исклучиме од социјални мрежи, да не споделуваме податоци, фотографии, видеа, сепак нашите податоци некаде мора да се појават. Тоа значи дека постојат одредени институции каде што, например, за да добиете одредена услуга или да завршите некаква работа, вашите податоци се неопходни. Значи, затоа велам, тука има два сегменти. Едниот е личната грижа и тоа се однесува на она што ние можеме да го правиме, конкретно за социјалните мрежи. Но вториот сегмент е оној дел каде што мораме да даваме податоци, тамо мораме за да добиеме некаква услуга, да извадиме некаков документ или да добиеме пристап негде. И таму е веќе грижата, најголемата грижа е на институцијата, на компанијата или оној кој што ги собира нашите податоци. Но сепак е битно, дури и во тие ситуации, како индивидуа, да ги поставуваме прашањата. Да речеме, го споделувам примерот, ако одите во вежбална, значи, таму ако ви бараат отисок од прст за да влезете, тоа е премногу. И секој би се запрашал зошто е тоа така, се собираат такви податоци, иако и тоа се случува. Значи, тоа е потребно во секојдневието. А се разбира секогаш, кога споделуваме било каков податок, треба да имаме предвид дека тоа останува некаде горе, дека не е тоа нешто што се брише. Дека не можеш комплетно да се... Еднаш за секогаш, да. Меѓутоа, најбитна е сепак свесноста со секојдневното постапување. Ви благодарам. Благодарам за денешниот разговор. Се разбира, ќе направиме повеќе простори, малку повеќе да разговараме за оваа тема. Нека излезат и заклучоците од конференцијата, да видиме понатаму кои би биле насоките на однесување, па ќе се видиме и повторно. Ви благодарам. Благодарам.